Како што и самите гледате, денес се наоѓаме на лоđe кое не е зафатено со систем за наводнување. Ова година ова е катастрофа за лоđата. Не знам луѓето што екзистираат од овие лоđe овдека. Не знам ова година како ќе поминат. Ова се повторува секои 2-3 години тука. И на секоја трета година има проблеми со сушата. Вода овдека не е обечена уште пред 4 години. Имаше некои мерења, некои луѓе од Куманово и рекоа дека од Типарт има пуштено пари, треба да почастите, меѓутоа до денеска еве вода нема. Друго јас лично имам 3 хектари овдека, вчера беше пребражден, не можеме гроздје за дома да скинеме за јадење. Друго, онаму каде што има систем за наводнување и таму е катастрофа ситуацијата. Тие системи не се одржаваат, нема луѓе вработено, се е под Скопје, за платите му каснат, водата е премногу скапа, бидејќи е со пумпи, излегува дека она што го наводнуваме како со Кока-кола да го наводнуваме. Мислам, толку е скапа водата и ја нема. Ќе стават на список, а не можеш да навадиш, мораш да плаќаш, бидејќи ако не платиш не добиваш ни субвенции. И треба да се направи една децентрализација на водното стопанство, да се феваат парите тука во нашата општина и ние да стопанисуваме со таа вода. Друго, за цените оваа година се крајно исто катастрофални. Цените още не ги знаеме колку се сега на овие раните сорти ги кажаат цените. И тоа од минут до 12. Баравме уште за Свети Трифун, кога беше, баравме да ги знаеме цените до почетокот на мај. Имавме некои ветување од министерот, меѓутоа како што и самите гледате, още цените не се знаат. Се склучуваат договори без цени да знаеме, што нонсенс е, не знам како да наречам. Така да, ако може, ние можеби станавме банални со помош на владата, со барање на помош од владата, меѓутоа и самите гледате дека една катастрофа е општо во земјоделието и од ден на ден луѓето се жалат дека имаме скапа храна, храната ќе биде се уште поскапа и ќе станеме зависници од увоз на храна. Реалната цена на гроздето, не само сега, и пред 2016 таа реална цена од 18 до 20. Смедревката 18, Враница 20. Али тоа е реална цена што да имаме и ни некоја печалба. Али сега е друга работа. Од ланската година кога беше ковид, се растури и таа постоечката што беше мала цена. Зошто ли? Кога бевме во Ангропромет со премиерот, со 20 министри, Аријани Ходжа и Димковски, они со соработка со винариите, сами состаноци си одржуваат, дојдија на состанокот и ни кажаа дека цената оваа година ќе биде 11,9. Али винариите се вешти и они секогаш се му фали. Фана од 11 не ја почитуваа таа цена. Почнаа да купуваат како винарите Тиквеш и после почнаа и другите винари, почнаа да се купуваат по 6 и 7 динара. После сами си изгласаа ковид гроздје 4 динара. Винарите таа цена не ја почитуваа, од 4 почнаа да се купуваат 3 динара и 2 динара. И сега ние сме во состојба оваа година. Баравме, како што кажа Димито, уште во февруар месец да имаме состанок. И имаме состанок. Од тој состанок винарите не прифанаа ништо околу цената. Министерот во писмото еве тука ни врати дека во јули месец ќе бидеме уредно поканети. Од сето тоа еве јули помина, август помина и сега пред 15 дена ги собрал само винарите. Во кабинетот тоа го има објавено во телефоните во Facebook. Сега овој петок ќе замине на 15. Пак собрал само 5-6 винари и со соработка со винарите некој, разбрав пак не е разговарано околу цената. И сега фактички министерот и во писмото што ми одговорил тука, вика јас не можам да се мешам во цената, сами вие како ќе се договорите лозарите со винариите, на која цена ќе се прифатите, врстаа носите си го гројсто. Ами така, како ни за 5 динара па да го даваме гројсто. Кога гројсто од институтот е докажано дека кошта 1 килограм гројсто да се произведе 13 динара, 20 пари.
И сега ние, айде лани COVID на потисна, ами сега пак ли оваа година? Оваа година, како што гледате, има 50%, од 50 до 100% изсушување на лозята и сега ние ќе бараме од градоначалникот, не од Кавадарци, него пошто ќе бараме од сите градоначалници да се формираат комисии. С тие комисии да излезат на терен, ако треба и со наша помош ние ќе ги водиме, да излезат на терен, да се утврди фактичката состојба, колку има штета и со тоа ќе бараме обештетување, пошто и 2019 бараме обештетување, него тогаш бевме изиграни. Прво ни понудија, баравме обештетување на редовните субвенции од 44.000 да се исплатат 88.000 еднократно. Да нема 2 динара за овие што набраа под вода, од површина. Ама ни изиграа, ни дадија, управата средба ни дадија 60.000 ни понудија, ај се викаме че договорим до 75.000. Кога овака ние протестираме сите земјоделци пред влада, во неделата на 26.10.2019, утрето викнале тамо друго здружение и го поминаа само за 2 динара и за 2019 фактички не беме обештетени за сушта. Сега оваа година ќе правиме напори, пак ако може да обештетат за сушта.